Физичкото насилство, алкохолот, но и семејното воспитување се меѓу главните причини за девијантно однесување кај младите во Пробиштип, е заклучокот на координативното тело за спречување на детско претстапништво при Советот на општина Пробиштип. Во училиштата во Пробиштип со месеци се спроведуваат едукативни програми насочени кон превенција и справување со детското престапништво. Воедно реализирана е и анкета меѓу ученици на возраст од 12 до 18 години, која покажува загрижувачки податоци. Според нивното мислење, алкохолот прв пат се пробува на 13 години и сметам дека најризични години за користење на цигари и алкохол е од 13 до 16 години, тоа се најкритичните години на кои што треба да се внимава децата да не почнат да ги користат, додека интересот за такво нешто или помало ризик за да почнат да користат алкохол и цигари е после 16-та година. Како една од главните причини за појава на физичко насилство се посочува семејното воспитување и недоволната поддршка во домот. Физичкото насилство најмногу се врши надвор од училиштето, обично на улиците или пред кафичите. Тие кажале дека причини за ваквите девијатни однесување на децата се најчесто воспитувањето во семејството, потоа дали тие влегуваат во некои лоши проблематични друштва и влијанието на интернетот, како причина исто така го навеле и консумирањето на алкохол. Според анкетираните ученици, најголема помош при спречување на вакви ризични однесувања е семејството. Во поглед на поддршката која што тие бараат за да се намалат овие ризични однесувања, смета дека најмногу може да помогне самото семејство, родителите, клучна е исто така и улогата на Центарот за социјални грижи и полициската станица во Пробиштип. Заклучоците укажуваат на потреба од посилна превенција, поголема едукација и интензивна соработка меѓу училиштата, родителите и стручните служби за навремено справување со овие појави.